И така ја сега чекам на шалтер да се вратам на причава со тоа мокраќата, која пред мене една артифицијална плавуша дојде на тазе од Скопје, од некој свирипичин, од долнодупен или може од Куратица, не ја прашав. Дојде до шалтеров и вика на сестрава: "Мори, сестро, примероков од Лајново мое, со лажичево да го земам од Кенефот или директ да си го соберам од Газов? Оти на врата на нишо не пиши." А оваа сестрава ја гледа као да добила прашање за $1.000.000 и вика: "Гледај да си го земеш директ од Газот, ич да не му ја мислиш." И у тој хаос така ја доаѓам нели на ред. Да, мокраќата, ови одма ми земаа бриз крв што требаше таму, ми даваат бројче и ми викаат: "Ке доеш по резултатите у петок меѓу 1 и 2. Алал да му е, бе, викам, кој го смисли ова зимање резултати меѓу 1 и 2? Од цел ден работа, они зимаат резултати меѓу 1 и 2. Абе, викам, замисли да работам до 5 сати у некоја фирма. Резултати јок. Замисли да работам у некоја, да кажеме, владина институција, да кажеме у Министерство за здравство. Таму се работи до 7. Која ја ќе земам резултати? Никојаш. И ја така се нервирам и ми текнуе. Викам, ова зимањево резултати меѓу 1 и 2 е сигурно усогласно со новите реформи у здравството. Нема губење работни часови. Меѓу 1 и 2 си на пауза и тогаш одиш на шалтер, нели, да си земеш резултати од мокраќа. И викам, шом се мора, така се мора, викам, морам и ја да се реформирам као пациент. И јас, нели, одам у петок, тачно 1:15, се нацртуjem тамо на шалтер, нели, а оваа сестрава се задубила у тоа хартиите као ној и не ме ни регистрира. Дури после 10 минути крева глава, ја у тој момент се наведнуем вака на шалтерот, како што треба, како што смислила државата, нели сите да се наведнеме на шалтерот, и пуштам осмех како секој просечен македонски пациент. Добар ден, може да ги земам резултатите од мокраќа? А она ме гледа као да сум дошол по резултати од психијатрија и ми вика не може. Ај почекав 5 минути, реков, совеста на медицинскава сестра ќе проработи, ќе ми се обрати, нели? И тогаш ми светна. Тогаш ги открив 3 најголеми вистини за медицинските сестри. Под број 1. Медицинската сестра нема совест. Под број 2. Медицинската сестра реагира дури по 5-то викање. И под број 3. Медицинската сестра може највише да ти заврши работа у болница, али само ако сака. А оваа мојава немаше абер од сакање. И викам, се извинувам, може да ги земам резултатите, овде пише меѓу 1 до 2 дека ги давате сега 1,5. А она па ме погледнува као да гледа говно и ми вика, не може. А зошто викам не може? Не може, бе дечко, зашо не се стигнати. Добро, бе, викам, а која ќе стигнат? Види, бе дечко, па резултатите не се пици, па сега ќе ги ставиме да се печат, па ја ќе ти кажам ќе стигнат за 15 минути. Ќе стигнат, кога ќе бидат готови и кога ќе ги донесат. Добро, викам, а кој знае кога ќе ги донесат? Види, дечко, некој може знае, али ја не сум таа. Па добро, бе, викам, зашо сте напишале тогаш дека давате резултати меѓу 1 и 2? Така, бе, дечко, ние даваме резултати меѓу 1 и 2, ама ако се стигнати и ако ги донесат. Кога не се стигнати и кога не се донесени, ќе си доеш следниот петок од 1 до 2. А бе, викам, оваа има муж дома или одамна го има пратено у Бардовци? И тама ја да ја отерам у 300 пички мајчини, еден позади мене пациент вака ми прави, и јас се вртам, он ми се бувна у лице и ми вика, се извинувам, ова е шалтер за мокраќа? Не му викам, ова е шалтер за тренирање нерви. И он опцу се сврти и си замина. Ја тргнав по него, али оваа сестрава позади ми вика, господине, почекајте, вашите резултати туку што пристигнаа, дојдете да си ги земете на шалтер. Ако сте задоволен од нашата услуга, притиснете на црвеното копче. Ако сте делумно задоволен од нашата услуга, притиснете на жолтото копче. А ако воопшто не сте задоволен од нашата услуга, во што јас не верувам, стиснете на црвеното копче. Мрш пизда ти матер. Ги земав резултатите, искочив надвор, ги проверувам крвта, бели, црвени крвни зрнца, хемоглобин, седиментација, све уред. Тоа мокраќата чиста, кој да сум пиел варикина пред мочање. Проверувам бриз од грло,
од нос нема изолирани патогени бактерии. Бриз од грло, опа, тука застанав. Читам и не ми се веруе. Викам, го наебав. Ешерихија коли. Абе, викам, еднаш излижав погрешен сладолед у животов и отидов јабана. Бати херојот. Шо ќе му кажам на Свети Петар горе кој ќе ме праша од шо сум рикнал? Шо ќе му кажам без живи срамотилоци, бе? Свети Петре, ја рикнав од лижање сладолед. Абе, човеков ќе се утепа од смеење, бе, недела дена нема да врши прием од рајот, у рајот што ќе се клешти, бе. Како, од шо рикна? Викам, од лижање сладолед на кој што капеше вода од еркондишено, кој што се какаа гулабите. Ајбе, не јади гомна. Вика, го гледаш оној тамо? Викам, го гледам и шо? Вика, он имал 15.000 жени. Од 15.000 првата фатил сида и умрел. Бачиште невидено. Херојска смрт. Него, вика, му даам бенефициран престој у рајот и дозвола за споменик на кој плоштад сака у Македонија. Вале ќе му го прави за 600.000 евра. Ситно. А вика, го гледаш оној другиот. Шо бе, му викам тој? Вика, тој 3000 пути скокнал со падобран. Имал 20 жени, 10 мужи, 3 магарици, 2 овци, 1 кобила. Му се родиле 20 деца. 3001 пут не му се отворил падобранот и умрел ко фраер, бе. А не ти си умрел од лижање сладолед на кој што капела вода од еркондишено, кој што се какале гулабите. А иди бегај. На тоа ми текна ја кога искочив од таа државната лабораторија и кога прочитав у резултатот дека ми е изолирана Ешерихија коли или што би рекол Берлускони бактерио молто популаре. Си кој имаме на заедничка работа, исто ја сакаме мајка му. Сега тој се жена, сега само јас ја сакам мајка му. Иначе јас сум Зоки, работам ко шанкер, веќе 17 години, така сум и психотерапевт, по слободно време. Живеам до гробишта, кој што кажа братуче. Тоа е една елитна населба, што е најскап квадратот. Немој секој да си дозволи во денешно време. И таму имат тоа, кај што заврши животот во Охрид, имат гробишта, јас сум и стари ергени. Стари ергени не прамува бе луѓе што не се машини, тоа е карактерна особина ето. Пред кооперација се со тренерките од ЈНА со бели траки, мислам, бели биле на времето, некогаш. Сега се само траки. Капче портокалја од некои избори и она седет и прават муавет. Ја прави ситуацијава цело време. Жена сум и јас, имам и дете. Да. Сочувство, знам, фала. Така да чим јас и Ико се женавме, за сите имат шанси во животот. Не сакирајте се. Да, и, знаеш, ми викаат другариве дека од кога ќе станиш родител, од кога ќе станиш татко, ќе ти се смени животов. Не им вервев, во право беа. Ми се смена 365 степени, луѓе. Прво осетив промена кај мене. Станав многу поемотивен. Првиот пат кога донесовме бебе од дома, кога стадовме на кревет, спиеше. Жена ми да се стушират, јас не знаеш што да правам. Во собава. Го гледаш твое, немаш контакт никаков и пуштив прст вака. Ме фати за прстов, 40 минути плачев, луѓе. Ко ненормален, вака, реки да течет од мене. Жена ми дојде во собава, вика, Зоки, ови в продавница купиш не? Шо бе плачиш? Ева те, пичуле, едно, ева те. Да, и од тоаш немам прекинато со плачење. Сега плачам, заш грбов ме болит. Заш на почетокот бев успаванка, сега сум забавен парк дома. И ми рече еден другар дека, кој што расти детел, кој што крева на килажа, болкава на грбостанниц све појака, се спуштат подолу и подолу. И во право е, пошто еден ден ке стани тинеџерка, ке напред 15 години, ке pain in the fucking ass. Друга работа што ја научив кога беше бебе, керка ми, многу битна работа, кога ќе плачи бебе, да не е твоето. Друго, колку сака нека плачи, твоето да не е. Пошто
Ако е твоето, ќе треба да го земиш, да го крениш, да го заспиеш, па ќе те фати грбот. И се појќе и појќе ги разбирам луѓе што заминале по цигари и не се вратиле појќе дома. Не дека би го направил тоа, ама ги разбирам. Сваќам од кај е причина. Сега до душе не може да го направиш, што порано било многу лесно. Излези од дома по цигари, па првиот автобус до Драчево. Доста е, не мора нигде подалеку да идеш. Само пресели се, почни нов живот и топ. Сега за успешно да идеш по цигари, треби, не знам, прво да ги стеш сите пари во кеш, да смениш социјални мрежи, да ги свалиш телефонот, да смениш лична карта, личен опис да смениш, нов пасош, да смениш начин на одење, пошто може на скинер да те фате негде. И накрај треба да замениш на некој место ко Сибир и Аљаска, таму е минус 50. На минус 50 ще ми куров ке ти се пуши цигаре. Не дека ја многу размислувано за ова, ама така е. Не, интересно е. Знаеш, и сега сум во период кај што треба да одлучам каков родител ке сум јас. Пошто имам примери на родители, едните се од родени во 50-60 години од бившиот век, од златната генерација на Југославија, оние што едва знаат дека имаат деца подолно. Тоа се моите родители. И овие новиве, младиве родители што се ептен препотресени по децаве. Не оставаат ни прашинче да падне на нив. И двата се лоши примери. И знаеш, цело време се среќавам со такви ситуации, си правам паралели, знаеш. Пример, пред некој време бев во Тинек, си видов едно дете од 5-6 години беше во количка го носе, мислам, во количка за деца, онаква. И знаем дека све беше во ред со детел, затоа што почна еден момент да шутираат по продуктите, да се буни, затоа што сакаше 10 сникерси, а мајка му имаше пари за 8. Си викам, во наше време ние вака да направевме. Немаше теорија, лиге. Немаше шанс, имаше на работа што држеше дисциплината во такви моменти. Тоа се викаше опулјот на тато. Изгледат вака. Тоа во превод значи, што и да планираш следно да направиш, не прај. Пошто има да ми ти се вид сето пиче мајчино пред сите. Друга работа што видов исто по чаршија, татко беше со некој дете, го носеше за рака и детево му викаше на татко: "Море мајмун еден, тя залепа мене и ти кажам." Сикам мајмун еден, мајмун еден, да му рече јас на тато. Имаше ме шутират по цела чаршија, накрај на плоштад гол ке даеше со мене. Исто порано се знаеше, дома имаше златно правило. Најмалиот оид на продавница. За жал, јас бев најмалиот. И онако ќе ме пуштаа на продавница, немаше пази преку улица си, некој ќе одиш, гледај лево десно, ако видиш непознат, бегај на другата страна, не. Даваја бројани пари, вика јас намислам дека ќе да се враќаш. Слободен си. Колку имаше гости, по 15 пати ме пуштаја. Вина, раки, пива, све имам носено дома. Мислам, тоа сватив прв пат дека можам брзо и ефикасно да пијанам луѓе, затоа сум шанкер сега.